Со видео снимки обезбедени преку посебни истражни мерки, јавното обвинителство го докажува подкупот од 20.000 евра кој за сместување на пациент го земал поранешниот директор на геријатриската болница Мухсин Арифи. Тој во април годинава заедно со второ обвинетиот Блери Мамити и сведокот од кој бил баран подкупот, прво се среќавале во ресторани и кафулиња, а неколку дена подоцна на 8 април исплатена била и сумата. Според снимките кои денеска беа презентирани во судницата, подкупот од 20.000 евра е предаден во автомобил на улицата Борис Сарафов, каде се наоѓа и клиниката за геријатрија. Снимките обвинителството ги смета за непобитен доказ со кој се потврдуваат кривичните дела сторени од обвинетите. Она што беше презентирано и денес, особено на минатото рочиште, тоа се и аудиоматеријалот кој директно ја доловува чинот за кој е впрочем поднесено обвинението, се непобини докази по оцена на обвинителството. Одбраната со сведоци го спори обвинението. Денеска сведочеше лице кое лично не се познава со Арифи, биле пријатели само на Facebook, ама во судницата го пофали дека помогнал во сместување на пријателка на негов колега. За сведоци повикани се и вработени од клиниката за геријатрија. Ги презентиравме нашите материјални докази, а тоа е статутот на ГЗУ-то, договор за уредување на односи меѓу штетеничката Искра и договарачите. Арифи, како поранешен директор на геријатрија, е обвинет за примање подкуп од доживотен старател на болна пациентка. Во случајот помогнал и пријател на Арифи со која делат обвинителната клупа во кривичниот суд. Зоран Јаневски, Сител телевизија.